И по месец и половина се уште не се знаат причините за смртта на 28-годишната родилка од Свети Николе Маја Паневска. Министерот за здравство минатата недела токму од Штип најави дека во текот на оваа недела ќе излезат со еден единствен извештај, но од Министерството денеска кусо одговорија дека извештајот се уште е во изготовка. Првиот човек на Штипската клиничка болница Ален Ѓорѓиев денеска информираше дека тие ги добиле и двата извештаи, но Министерството треба да го објави конечниот на кој што работи. Требаше да биде оваа недела, меѓутоа верувам дека поради годишните одмори не се собрала комисијата и тоа е по налог на министерот. Значи договорот е таков, комисијата ги има сите налози. Значи и од нашите документи и извештајот од судска медицина и од инспекцијата која што направи во нашата болница, така да конечниот извештај со, да ги кажем, ајде првичните причини за тоа, ќе биде соопштен од страна таа комисија. Значи ние како засегната страна ниту можеме, ниту би требало да даваме наши гледишта на таа точка. И Државниот санитарен и здравствен инспекторат имам исто така целокупната документација. Крејењето на вистината за смртта на Маја е преседан во македонското здравство кој ги помина сите граници. Револтирано реагира семејството на Маја. Незиниот сопруг Перица Паневски вели дека министерот Филипче си го прекрши ветувањето што им го даде на почетокот од месецот, дека ќе направи се за вистината да излезе на виделина. Црната статистика во македонското здравство покажува дека за само неполни 7 месеци 4 родилки починаа низ болниците во државата. За жал, само за една од нив официјално се познати причините. За останатите 3 пак семејствата се уште се во исчекување на вистината.